Македонските директори како да се директори во Германија. Опозицијата критикува дека земале илјадници евра од државните институции, додека најголем број од работниците работат за минимална или подпросечната плата. Во аферата Паразити, за која зборува ВМРО ДПМН, денеска на листата се најдоа уште 4 функционери кои земаат месечни плати неколкократно поголеми од минималната, додека народот тоне во сиромаштија. Дел од аферата Паразити е Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство, кој зема плата од 203.000 денари месечно, односно 3.300 евра месечно. Тоа се 40.000 евра за една година, додека народот има просечна плата од 470 евра, за Тунтев од СДС тоа се 3.300 евра. Јавноста ниту го видела Тунтев по заминувањето од функцијата пратеник, ниту слушнала за неговата работа. Од опозицијата велат дека власта се луксузира во време кога инфлацијата е 20%. Цените на храната се зголемени за 30%, а граѓаните за лекување во странство собираат пари со донации. Дел од аферата Паразити е и директорот на ПУИК Зоран Георгиев со месечна плата од 105.000 денари. Истиот за една година наплаќа 1.260.000 денари, односно 21.000 евра. Љупчо Зиков, дежурен аналитичар на власта, а во принцип именуван функционер, од МЕПСО зема 80.000 денари, што за една година е 960.000 денари или 16.000 евра. Во текот на еден мандат тој од оваа енергетска компанија ќе инкасира 54.000 евра. Предходно опозицијата обвини дека Фахрудин Хамиди, еден од директорите на МНАФ, земал плата во висина од 345.000 денари, а неговиот колега Владо Крстевски 266.000 месечно.